Вие го следите новото издание на подкастот со Ана на ти и денеска во ова издание ќе биде малку по-невообичаено од оние досега. Зошто? Затоа што гостинка ни е досега дама, една успешна жена која што не се занимава со професија која што вообичаено ја гледате тука, тоа е некаков тип на уметност, меѓутоа е интересна затоа што на само 36 години и тоа како има зад себе постигнато и тоа како има за што да зборува. Ана Пељуговска е адвокат и доктор на правни науки. Кога ја читав нејзината биографија, навистина не знаев што се да одвојам, како она има пишувано свој автор и коавтор на стручни трудови и така натаму, член на не знам колку организации, предавач, тренер, значи Ана Пељуговска е адвокат. Ќе те најавам како адвокат и како успешна жена, за да ми биде полесно. Добре дојде во со Ана на ти. Благодарам на поканата. Да, драго ми е што ќе си позборуваме на теми кои што можеби моите гледачи, оние кои што го следат овој подкаст до сега не ги чуле, ама токму заради тоа ми е интересно да зборуваме и да им откриеме како се станува успешен и во ова поле. Ана, ти имаш само 36 години, а веќе си доктор на правни науки, еден од факултетите за кои што се вели ако си спремен да учиш, тогаш да се решиш и може да одиш. Има многу учење, многу читање. Да. Колку години потроши на учење? До кога учеше? Од кога почнува професионалната работа? До кога беше образованието? Вака, значи тие работи одеа паралелно кај мене, меѓутоа мајка ми на шала кажуваше: "Бе мама, сите деца завршија школа, само тебе не те дошколувавме." Докторските студии формално траат 3 години. Мене ми требаше некои 3-3,5 години од прилика, значи ги завршив во рок, меѓутоа паралелно и работев. Така да не беше издвоено тоа, заради тоа што за магистарски студии ние по системот кој што е направен моравме да имаме континуитет 3+2, значи 5 години и после тоа некако имав пауза од 1 година да полагам правосуден, бидејќи и тоа читање и учење така кај нас направен, поврзано со правен факултет, и после тоа запишав докторски, ги завршив во рок. Да. Не ме чуди. Ако веќе на 36 години имаш толку зад себе, не ме чуди. Сега, ајде малку да се вратиме назад на она што се вика почеток на твојот живот, се разбира од оние моменти кога ги паметиш. Какво дете беше Ана? Дали беше дете кое што можеби се препознаваат тие аспирации на дипломатија, можеби умење во зборувањето, нели ораторство, каде што сакаш да победуваш во караниците, дали сакаше да се расправаш, беше гласна кога беше мала? Бев гласна. Се сеќавам на една интересна ситуација кога моите дома одмараа после работа и јас им дојдов со еден транспарент напишан на лист и децата имаат права. Браво. А инаку вообичаено кога ќе ме прашаа што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш, кажував директор на сите судии. Сега тука негде сум. Во таа професија мам од другата страна. Да. Инаку мислам, од секогаш сум била дете кое што е така, доста љубопитно, не се задоволував со обични одговори, стално имав подпрашања. Во тоа време беше актуелна 1000 зошто 1000 затоа. Омилената книга. Да. Омилената книга, така да мислам дека и природно некако тој пат го продолжив и сега ме интересираат доста актуелни, доста нови дисциплини во правото. Нормално, нели, човек на факултет мора да ги изучи сите постоечки дисциплини, она што е класика за еден правник, но мене секако ме интересира многу и овие модерни дисциплини, пример право на интелектуална сопственост, право на конкуренција, арбитражно право и слично. Добро, ајде малку сега за вака лаици како нас, морам да признам дека сум лаик на оваа тема. Што тоа значи? Арбитражно право. Што значи арбитражно право? Што значи арбитражно право? Значи тоа
тоа е надвор од она што е редовно, да речеме, алтернативен начин на решавање на споровите. Така. Каков е тој алтернативен начин? Па не е организиран во класичен суд, Добро. меѓутоа ја има таа форма која што ја има судењето. Кај нас, например, во Македонија арбитража има во Стопанска комора. Така. Се вика постојан избран суд арбитража. Во светот има многу познати арбитражни институции, како например во Париз, ICC, во Лондон, LCIA, во Виена, ВИАК, во Германија, така. Значи секоја поголема држава има некоја своја арбитражна институција која што е така на добар глас и се решаваат вообичаено одат спорови од висока вредност таму. Така. Да, и се има и други нели критериуми за тие работи, ама не би сакала не би сакала да навлегувам на така сега. Ова е чисто да се знае нели што е. Да, чисто да знаат, да. Добро. И сега велиш такво љубопитно дете. Во училиште предпоставувам беа сите петки? Беа сите петки. Беа сите петки. Чим завршила направен, тоа било дете со сите петки. Беа сите петки, ама беа петки во природни науки, не само општествени, многу сакав математика. Така. И никогаш не ми беше тешко да вежбам, ние нели имавме едни за вежбање задачи и така натака, си ги сакав, си седев, си ги вежбав, ми беше фино, значи не бев она, да речам, ориентирана кон општествените науки, природниве да ги занемарувам, сакав и тоа. Може би повеќе бев наклонета, нели, кон, да речеме, македонски јазик, историја, па во средно имавме и некои правни предмети. Мислам, еден дека беше нешто вовед во право, зашто во класична гимназија завршив, не завршив во стручна школа. Јазици исто. Јазици сакам многу, зборувам течно англиски и германски. Ми е криво што не научив уште еден јазик, учев албански. Сметам дека разбирам доволно, малку ми е потешко зборувањето, доста е тежок јазикот. Али би сакала мислам, ако имам време, сакам да научам, не знам, уште 3 јазици, 4 јазици, колку би можела толку. Амбициозна секако. И добро, со сите петки во основно училиште, во кој дел од Скопје живееше? Во Капиштец. Во Капиштец и учеше во кој основно? Во основно учев во Песталоци. Во Песталоци, добро. И сега завршуваш основно училиште, доаѓа првата дилема каде во средно? Средно училиште, каде се запиша Свати гимназија? Бивме поделени, значи полата отидоа во Ѓорги, полата во Јосиброс, јас бев во полата во Јосиброс. Во таа половина. Во таа половина. Добро, и какво беше искуството од средношколските денови? Беше исто така там од тие првенците на генерација на времето ги викавме тие. Реално бев првенец на генерација, имам и диплома, ми ја даде градоначалникот во тоа време. Знаем. Ама мислам дека припаѓав и во групата на деца кои што се кол во средно. Окей. Тоа е таа добитна комбинација. Некој микс. Кул дете, ама исто така и учиш. Некој микс. Друштвото кое што го имав, сите беа такви деца. Значи немаше некој кој што така не сака да учи, нели е од оние кои што немаат појма. И тоа не беше ин во тоа време. Значи ништо да не учиш. И така кога ќе те прашаат да си малце, да речам, поназад со материјалот и сето тоа, можеби не си научил се за петка, ама имаш познавања, знаеш. Интересно, средно мислам дека ми е најубавиот период од животот. На факултет најверојатно веќе се соочив со реалноста дека не си веќе дете. Но средно беше стварно убаво. Имам убави спомени. Бевме многу интересен клас, мешавина од најразлични деца, најразлични карактери. Со некои до ден денеска се дружам. Со некои се гледаме повремено. Меѓутоа задржав и дел од другарите од основно, кои што учеа во други гимназии. Да, и вака имаш представа, например, колку од таа возраст, велам, со учениците отидоа да се занимаваат со право и колку успеа во тоа? Па, од тие што се дружевме, да речам, имаме некои десетина што сме друштво и што уште од средно може би знаевме дека ќе идеме, ќе се запишеме на правен. И ќе имаме нешто поврзано со правната професија. Да. Така. И кога всушност ти беше дефинирана желбата дека сакаш да бидеш адвокат или можеби само сакаше да учиш правни студии, па сега не знаеше каде ќе се насочиш, дали тоа ќе биде нели обвинителство или... Дилемата беше меѓу адвокат и судија, секогаш. И не знам, можеби да не е системот кој што сега бара да завршиш и академија за суди, јавни обвинители и така натака, можеби и натака ќе одев, но некако е природно да го продолжам семејниот бизнис, така да адвокат
беше она опција која што избрав. И мене вистина ми се допаѓа адвокатурата. Иако многумина би кажале дека е доста тешка професија, особено за жена. Па да. Тоа е некој, не знам дали е стигма или е вистина така, дека е зошто е потешко за жена, например. Што е тоа што го отежнува? Што е тоа што го отежнува? Да. Прво, кај нас се уште важи, нели, она, за жал, поделба меѓу машки и женски професии, меѓутоа, нели, амбициите кој како ги има во поглед на тоа како треба да напредува професионално и поинаку се чита амбиција кај жена и кај маж. Така е и во адвокатурата. Така. За мене предизвикот се состои во тоа што едноставно треба да најдеш начин да ги балансираш сите оние работи кои што општеството ги бара за една жена, а од друга страна да водиш професија која што е така во една доста формална, строго формално регулирана форма, има многу рокови, има многу трчање, има многу клиенти кои што не мислат дека работното време завршува во 4:30. Особено оние колеги кои што работат на пример и кривично право, јас не работам тоа. Имаат случаи каде што, нели, навечер ќе ти се јави клиентот, дојди, ме приведоа. Или не знам, ќе се случи некоја ситуација каде што мораш да излезеш. Да си достапен, и да си достапен. Да, јасно. И сега тоа веројатно не е баш лесно да го компензираш со слободното време, со својот личен приватен живот и веројатно и затоа се вели дека е потешко. Зошто? Затоа што нели жената треба да биде пред се реализирана сопруга, мајка, што одзема многу време, па потоа и професионалец. Меѓутоа, мислам дека со добра организација и со доволно амбиција која што ти ја имаш, тоа може да се избалансира некако. Па искрено да ти кажам, јас мислам дека добро ми оди. Мислам дека добро ми оди и дека ако се организира човек ќе направи добар баланс, меѓутоа мора и поддршка од семејството да има, затоа што нели тие отсуства, тоа што треба да се компензира, треба од другата страна и слух малку да се има за таа работа. Секако. Сега кога беше повторно се враќам на оние младите денови. Стигнавме некаде со образованиево до запишување на правниот факултет. Зошто избираш прво да останеш во Македонија? Тоа е прашање кое што тоа е многу интересно прашање. И мојот одговор е многу едноставен на тоа прашање и го имам овој одговор вистина уште од средна школа, затоа што често пати мислам и професорите во средно кога прашуваа, но и понатаму и на факултет, дете зашо останати тука? Зашто јас на вистина мислам дека квалитетните луѓе треба да останат тука или да се вратат ако отидат да студираат негде во странство, па да придонесат понатаму после во Македонија. Така, Зашто ако сите си отидеме, што ќе остане тука? Така. Треба да се развиваме, ама нели со секоја индивидуален чекор напред да направиме и колективен заедно. Така е. И добро, решава што е многу убава причина да останеш во Македонија и да ги почнеш студиите. Кажи ми колку жртви требаше колку требаше да се жртвуваш за да бидеш успешен студент, да завршиш се во точни рокови. Знам дека се бркаат рокови таму, нели нормално како на сите факултети. Знам дека критериумите барем на времето беа прилично високи, не знам сега како е, веројатно исто. И треба да се колку жртвуваше од себе? Колку жртвував од себе? Прво ја жртвував својата замисла за тоа што значи да студираш на правен факултет. Каква беше замисла? Имав малку поинаква замисла. Мислев дека работите одат повеќе од аспект на тоа, нели, работите одат по заслуги. Најверојатно прв пат се соочив со тоа дека кај нас некогаш не одат баш сите работи по заслуги, туку има некој кој што мора да помине за тоа што мора да помине. Тоа беше моја прва средба со таквите случаеви. Од тогаш навака веќе отрпнав на тоа. Туку е само кој оној го пуштија пошто беше дете на ово или на тој, така да веќе така гледам на тие работи, ама мислам дека на дете од 18 години тоа е нешто што му има останато, нели, како прв печаток во глава. Понатаму многу често зборуваа
татко ти работи, е познат адвокат, знаеш, тебе сигурно ќе ти попуштат, ќе поминаш вака, ќе поминаш така. Не ми попушти никој и благодарна сум што не ми попушти никој, затоа што мислам дека ми направија услуга, ме натера, нели, сама да ги научам работите, сама да видам каде сум, што ме интересира и така натака. Не мислам дека правев многу жртви, да речеме од она што е, па тоа е редовен пат на развој на еден човек, нели? Мора да одиш на факултет, ако веќе си се запишал, убаво е да го завршиш факултетот. Ако имаш амбиција, е убаво да учиш и да имаш висок просек за да ја реализираш таа амбиција, зашто инаку ќе останеш нереализиран. И во основа тоа беше и мојот пат. Нормално имаше, нели, подеми и падови, некои, да речам, испити кои што не поминале добро, не сум се надевала дека ќе биде вака, ќе биде така, малку беа, но ги имаше. И тоа, после тоа се запишав продолжив на мастер, нели, како што кажав на почетокот, заради тоа што е као 3+2, за да можеш после да полагаш правосуден испит и да бидеш адвокат. Мастерот кој што го избрав беше интелектуална сопственост. Тоа беше во тоа време организиран заедно со Универзитетот од Страсбург, двојна диплома на англиски, еден од првите кај нас во Македонија, нели, на државен факултет на англиски јазик. И беше многу интересно. Мислам, за мене многу интересно, имавме професори од тамо, имавме професори од тука, полагавме за таа двојна диплома пред професори од Страсбург. Прв пат се сретнав со странци, кај што треба, нели, да одговараш, да видиш, да покажеш колку знаеш, да покажеш дека еве и ти некој од Македонија си научил нешто во кој што тие се експерти. Тие луѓе кои што предаваа беа на вистина експерти на европско ниво во таа област, и нели, тука е малце трема, малку така неизвестност, па што ќе кажат за мене. Така. Колку е доволно тука образованието, зборувам формалното образование кое што го добиваш на факултетот за да успееш, за да можеш да бидеш подготвена пред тие стручни лица од странство, или ти требаше да се дообразуваш нешто по свој избор, нешто кое сама истражуваше, или беше доволно она кое што се нуди на факултетот? Вака, во мојот пример се покажа дека образованието што се нуди кај нас на факултетот е доволно, но заради тоа што покрај ова, значи јас учествував и на еден меѓународен надпревар каде што направив на вистина голем успех, влегов во првите 16 универзитети во светот. Баш на тема арбитража. Но пак ќе кажам, разликата меѓу добар и одличен е тој процент на кој што ти самиот сакаш да работиш и да доработиш. И тука мислам дека веќе нема врска образованието, значи образованието е тоа што ти ќе го научиш, но ова што треба сам да го дадеш е тоа што ќе те издвои од групата. Од другите, така. Да. И затоа мислам дека нашето образование очигледно било супер, но има и елемент кој што сум го дала од себе во овој дел за да покажам. Тоа е таа љубопитност за која што зборувавме. И секогаш може подобро. Да, и секогаш може и подобро. Мене ме воспитуваа дека моите врсници од другите држави немаат ништо повеќе или помалку од мене, туку тоа е работа на личен труд, напор и колку ти ќе вложиш. Се тука малце би додала нешто, они имаат пристап до многу библиотеки, многу бази на податоци кои што ние во тоа време, јас кога бев на факултет ги немавме, сега знам дека имаат факултетите одредени, нели, вакви пристапи. Меѓутоа, може човек ако сака може да се снајде, ќе користиш и сопствени ресурси. Јас имам голем број имам стручна литература која што ја имам, да речеме, купувано со сопствени средства. Еве сум издвојувала нешто што моите ми го дале како џепарлак и сум рекла ова нема да си купам нова ташна, туку ќе земам, ќе купам некоја нова книга. Да. И никогаш не се чувствуваше деградирано, инфериорно во однос на другите твои врсници од другите земји? Значи можеше да се носиш, нели, со тоа што си од Македонија, бидејќи на многу пати младите луѓе чувствуваат некоја таква
не знам, уназаденост, кога ќе кажат дека воопшто. можеше па да дури, истапиш, да кажеш. Па дури и денес имав ситуација каде што имам неколку ситуации каде што сум работела и со колеги од спротивна страна кои што се од странство, воопшто ниту ме гледале, ниту јас сум се почувствувала инфериорна. Во целава оваа работа околу таа наобразба и сетото и надоградување, можеби единствено нешто што ми сметаше е што нели кога моите другари и другарки беа излезани и да во диско на така навака, јас не можев секогаш да бидам со нив, ама не дека не можев поголемиот дел од времето, туку едноставно, нели, некогаш ќе се погодеше, па јас баш денес сакам да излезам, а морам да се спремам за нешто. Приоритети? Да, приоритети. Така. Приоритети. Така. Да, меѓутоа во секое различно време од животот различни приоритети ако се постават, тогаш имаш некоја добитна комбинација што ти си ја постигнала дефинитивно. Сега знаеш што ме интересираше во однос на студирањето. Обично на сите факултети се погодува некој си професор кој што, ете да речеме, така е построг, или велат малтретира студенти, нели нема да го кажеме малтретирање во таа пежоративна смисла, бара многу. Значи критериумите му се малку повисоки. Издржано е тоа според тебе или не? Следејќи го примерот на правен факултет, издржано е. Издржано е, да. Имаше неколку мина кај нас така, што беа построги. Знам со текот на времето дека малку попуштија. Криво ми е за тоа, затоа што пак ќе кажам, значи тие повисоки критериуми, тоа барање повеќе, вистина е на корист на студентите. Сега не зборувам за екстремни случаи каде што некој на вистина излегува надвор од она што е нормално, но да некој те тера малку повеќе, може би сака да ти каже дека има во тебе нешто. Потруди се, можеш повеќе. Јас знам еден пример на еден студент кој што, значи пред мене, постар, кој што полагал и ги одговорил прашањата и еден постар професор на правен факултет му рекол ќе дојдеш следната сесија. Ама зашто професоре, јас кажав се, зашто јас не сакам да ти ставам шеска, ти не си за шеска. Научи, подобро спреми се и дојди следната сесија. Така. За мене е тоа она дека некој е така, те тера малце повеќе да направиш. Единствено би го оправдала и го оправдувам во таа насока и така и сум го прецепирала. Така. Добро, во однос на тоа дека си веќе го спомнавме, меѓутоа ајде сакам малку повеќе за тоа ми е интересна тема, за тоа дека си женско во професијата. Еве додека до сега, не само студирањето, не само образованието, него и понатаму и во праксата, каде се чувствуваат? Си наишла ли на некои препреки? Имаш ли некои моменти каде што ете па во однос на тоа родово, некаква дискредитација родова, некоја дискриминација родова, како и да е, некогаш си се почувствувала дека не ти е местото тука затоа што си жена? Дефинитивно да. И се надевам дека тие ситуации ќе се намалуваат со текот на времето. Минатата недела разговарав со еден господин на телефон, кој што првото нешто што ме праша беше: сигурна си во ова што го кажуваш? И татко ти така мисли? Тука имам двојна. Значи, веќе кога зборуваме за така наречена дискриминација, тука еве еден двоен пример, значи. Често пати се соочувам со такви работи. Јас обично се обидувам тие работи со своето однесување на тој кој што ете така се наметнува, да му покажам дека едноставно не го прифаќам тоа. И воопшто не сакам да навлегувам во тие дискусии. Не затоа што се плашам од соговорникот, туку зашто сметам дека не треба да му дадеш простор воопшто такви тврдења да изнесува. За мене е авторитет поврзан со квалитет, а не е поврзан со тоа дали е жена или е маж, дали е возрасен или е помлад, и слично, дали е ќерка нечија или не е ничија. Апсолутно тоа никогаш не било битно за мене. Така. Добро, и успешно се справуваш со тоа? Се надевам. Не си го сваќам при срце. За мене тоа е успех во справувањето. И мислам дека колку повеќе луѓе се трудат ете така да работат на тоа да се надминат тие стереотипи и таа дискриминација која што се уште постои, за жал не само кај нас. Значи се имам соочено и во странство со такви да речам коментари и ситуации. Побрзо едноставно ќе се надминат тие работи. Да, меѓутоа дали е добро да се премолчува или е добро да се укаже? Не, мислам дека со однесувањето треба да се укаже дека едноставно
тоа не е разговор за 21 век. Така е. И не треба да биде тука. Да. Меѓутоа, јас не сум тип кој што би седнал сега да се кара, па ја мислам вака, знаеш, заради ова, знаеш, заради тоа. Не, едноставно ти покажувам со моето однесување дека тоа што го зборуваш не држи. Да, да. Добро, супер. Ајде сега малку за она што се нарекува практична работа. Значи, откако завршуваш со твоето формално образование и докторираш и се, доаѓа време да работиш. Што работиш сега во моментот? Како почна и до кај си? Значи, почнав како приправник, нормално во нашето адвокатско друштво. Меѓутоа, имам и пракса, работев и во странство, работев во една банка, исто како практикант во правниот оддел тамо. Имам поминато се во канцеларија и мислам дека тоа е еден правилен пат за било кој што сака да стане успешен адвокат. Заради тоа што ако не ги знаеш сите скалила, после тоа е многу тешко и оние што ќе бидат помлади од тебе што ќе дојдат ќе може многу лесно да те манипулираат бидејќи ти не ги познаваш процесите. Ако ги познаваш процесите, тоа е малку потешко. Кога почнав да работам, бев најмала во канцеларија. Некои од постарите колеги уште ме викаат, мали дојди, иако сега веќе не сум најмала. Да, значи полагав правосуден, земав лиценца за адвокат и си продолжив да работам после како адвокат. Од 2019 сум и партнер заедно со Валентин, со татко ми и со колегата Александар Трајковски. Така. И какви случаи ти работиш? Каква адвокатура си ти? Арбитража. Не само арбитража, се шалам. Значи, вообичаено во странство, кога ќе отидеш и кога ќе те прашаат која ти е специјалноста и кога ќе кажеш, знаеш, јас знам да работам се, они се сите зачудени, затоа што таму постои потесна специјализација и имаат право да бираат. Например, има бутик фирма која што работи само интелектуална собственост, или работи само арбитража, или работи само mergers and acquisitions. Кај нас, значи, нашето адвокатско друштво ги покрива сите области на правото. Јас конкретно работам судски предмети, работам договорно право, работам арбитража, меѓутоа арбитражните предмети не се со таква фреквентност како судските предмети. Така да, заради тоа, значи, работам и друг вид на предмети, право на конкуренција и слично. Така. Добро. Овие интересниве, модерни правни гранки, како што кажав на почетокот, се надевам дека нема ми се налутат професорите на правен факултет. Верувам дека нема, па интересни се сите, ама сега овие мене ми се поинтересни. Да, тоа што е актуелно веројатно и си во текст со се што се случува. Ајде малку за да ја фатиме на приватната твоја страна. Што Ана сака да прави кога не се занимава со право и со такви правни теми, адвокатури и слично? Што сакаш да правиш во слободно време? Што е на што те исполнува? Да патувам. Сакам да читам многу, сакам да одам во кино, во театар, на концерти, трчам. Односно, трчав до пред 10 месеци. Сега правам малку пауза, откако се роди ќерка ми и се надевам дека ќе продолжам со тоа, така да, во принцип, сакам да правам различни работи. Не сакам работи кои што се повторуваат, кои што се исти, зашто некако ми ствара монотонијата. Да. Добро, Ана, ако не беше адвокат, што ќе беше? Ако не бев адвокат, не знам. Не знам, не се сеќавам што би сакала да бидам друго. Не тога, не некога што би сега. Сега, во моментов, ќе бев собственик на хотел. Да. Тоа ми е некоја желба, така, викам, ако не единствено нешто за што би ја оставила адвокатурата, ми личи интересно. Имаше една серија, ја гледавме со мајка ми порано, Хотел Бабилон, можеби заради тоа. Така го кажуваше позадината за тоа да водиш хотел, како изгледа целиот тој процес. Можеби заради тоа. Вака друго не се сеќавам. Знам дека од секогаш ми беше страв да бидам доктор. Тоа знам. Не зашто имам многу учење, туку за тоа што нели зависи некој човек од тебе, од така. Од тоа ти што ќе го направиш, зависи животот на човекот, ама па еднашка ме соочија со тоа дека и од мојата работа зависат човечки животи, можеби не така јас како што го гледам, нели дека некој може да има последици смртни, но може да има сериозни последици животот на човекот и од работата на адвокат. Животниот тек, цел животен тек да му се смени некој така. Сега ја спомна керкичката. Едно дете? Едно дете, прво девојче. Добро. Колку има сега? Сега има 10 месеци и 1 ден.
Оф, леле, срце, нека Да. жива и здрава. И Благодарам. како со таа улога се справуваш? Многу интересна улога. Да. Јас стварно не верував дека тоа може да биде така како што ми кажуваа сите. Вистина интересна улога. Се снајдов. Првиот месец и пол не знаев кај сум. Препоставувам дека никој не знае кај е. Веројатно, Ама да. после тоа си го фатив редот и се снајдов. Имам огромна поддршка, значи од пред се од сопругот, потоа и од моите родители, од неговите родители и тераме. И терате, добро, добро. Одлично. Значи, повторно се враќаме на она дека дефинитивно можеме да те наречеме успешна жена, затоа што си се реализирала во повеќе различни улоги, кои што веројатно на списокот ги имаат повеќето девојки, оние кои што ќе не гледаат, можно е. Значи, дечки, можно е. Можно е. Да, со многу труд, љубов и упорност можно е се. Ајде кажи ми ти, што за тебе значи успешна жена? Што за мене значи успешна жена? Не сум човек што има идоли. Меѓутоа, од вака од обкружувањето околу мене, би издвоила мајка ми. Не знам како се снајде. Односно, Имаш и браќа, се уште сестри? немам, едно дете Сама сум. си? Да. Она водеше успешен бизнис. Беше секогаш посветена мајка, секогаш тука, дома никогаш ништо не ни фалеше, стално имавме ручек, вика мама, ја не можам сега да постигнам, ти ми помагаш. Имам жена што ми помага, свекрва ми помага, ти како успеваше сама? Да. Исто така сум многу благодарна затоа што мислам дека моето воспитување и она што сум денеска е нормално од моите родители, меѓутоа за една девојка првенствено мајката. Да, тоа е. Има и многу други успешни жени што би ги издвоила, мислам вака да речеме во светот, меѓутоа не сакам да зборувам за теми, односно за луѓе кои што ние не ги познаваме. Мислам дека успехот треба да го гледаме околу нас. И нешто што е достижно. Не сега да гледаме нешто што не е достижно, затоа што тоа се X број, односно некои промили на луѓе кои што би стасале до тие места. Да побараме некој блиску до нас и да видиме дали е тој успешен или не и да се стремиме кон тоа, кон него да го достигнеме. Така, имаш девојче. Што ќе ја учиш? Како се вика? Надја. Надја, колку во име. Надја, што ќе учиш Надја? Што ќе сакаш да биде приоритет во нејзиниот живот? Пример, јас сум мајка, например, за мене важно е децата прво да ги научам да се добри луѓе, па понатаму се. Што за тебе е најважно да ја научиш Надја? Прво да биде добар човек, да не ги дели луѓето, да биде самостојна и независна. Самостојноста и независноста не значи дека не треба никој да ми помогне во животот, тоа да го разбере. Се надевам дека ќе биде амбициозна, значи јас ќе се обидам да ја кажам дека тоа е добра карактеристика на еден човек и дека луѓето треба да вложуваат во себе за да направат нешто и после кога ќе се свртат на нас да речете јас ова го направив, јас ова го оставив зад мене. Така. Да. За жал не можеме да се пофалиме дека нашето општество е совршено и дека нуди услови прекрасни и совршени за живот тука и за успех. Многу млади луѓе, иако се амбициозни, иако работат многу на себе и на развој на тоа кое што го избрале како идна професија, не можат да успеат. Зошто? Затоа што општеството и не нуди секогаш некакви поволни услови, како што кажав. Колку ти можеш да кажеш дека не за тебе, не во твојот случај, за младите луѓе, колку навистина има поволности или мани или недостатоци тука да се реализираат себеве, како правници? Прво за правниците има многу правници и многу економисти, тоа го знам. Да. За да се издвоиш од таа група, треба навистина многу да вложуваш во себе си и некако да те препознаат луѓето. За жал кај нас немаме толку опции за ти да можеш да се издвоиш од другите. Да. Тоа е првата работа. Можеби студирањето на правен факултет треба малку да се ограничи. Има и други факултети, не се само правен и економски, има многу интересни професии.
кои што младите луѓе треба да бидат поттикнати да ги истражуваат. Во светот е, да речеме, тренд стручно образование, дуално стручно образование, и тоа се професии кои што се доста платени и воопшто не се потценувани, напротив. Да. Кај нас мислам дека може би пополека се прават некои услови за младите луѓе да не сакаат да си заминат уште од средно. Ама па од друга страна, кога и да го помислам, ова ќе ме тресне нешто спротивно и си викам, па дали е така? Дали ти да се вратиш на своји 20 години, пак ќе бидеш со истиот ентузијазам, знаејќи дека немаш каде да работиш. Да. Не знам Да, дали тоа е тогаш би проблем. запишала правен факултет. Значи, јас сепак имав каде да работам. Па нели? тоа, затоа викам исклучи го својот да. пример, затоа што не сите ја имаат таа привилегија. Да. Искрено речено, затоа и кажувам дека може би е подобро да се насочат младите луѓе кон занимања и професии кои што не се толку испопуларизирани, каде што има толков број на процент на луѓе кои што ги не се исцрпени едноставно, да, нема толку многу луѓе кои што а овдека некако упорно се оди на таа варијанта. Иако морам да кажам, дури еве и тоа ми е мене блиско, па тоа можам да го кажам. Немаме толку многу на уметничкиве факултети, немаме толков број на студенти, меѓутоа повторно пазарот е премногу мал и тие сите кои што излегуваат студенти на вистина немаат каде да работат. Да, и затоа имаме и толку одлив на млади интелектуалци, млади работници кои што мора да си го бараат чарето надвор. Да, и тоа е вистина жално, затоа што значи не е одлив на кадар кој што е ниско квалификуван и кој што секогаш постои во една држава, туку одлив на кадар кој што е високо квалификуван и кој што другите држави значи шират раце за да ги земат тие луѓе. Знам дека на пример Германија дава стипендии за доктори, медицински сестри, персонал и слично, дури ги учат на нивен трошок германски јазик, што е нели супер за луѓето и секој би се подзамислил и би рекол чекај, па зашто јас да не отидам да не отидам таму, види какви услови ми нуди таа држава. Да. Може би треба да размислиме во таа насока, значи нешто да им понудиме атрактивно на младите луѓе. Имаше порано одредени мерки кои што беа интересни. Пример, придонесите на платите до одредена граница на младите луѓе беа субвенционирани од државата. Таква мерка е супер. Да. И компаниите би вработувале, на пример, зошто да не вработиме лице кое што би било офис менаџер, да речеме под одредена старосна граница, кој што паралелно ќе си студира и ќе работи. Придонесите ќе ги покрива државата. Тоа лице може да студира било каков факултет. Може да не студира факултет. Да. Тоа се интересни мерки на кои што треба да се размислува. Токму заради тоа да немаме толку одлив на млади луѓе, кадри, професионални кадри, она што велиш на вистина тие се високо квалификувани, не воопшто не зборуваме тука за некој кој што не го бива, па ајде нека оди надвор. Добро, ајде вака, секогаш сакам да ги прашам гостите за тоа, што им пречи најмногу во нашето општество? Корупцијата и нефункционалноста на системот. Добро. Тоа ми пречи не само како професионалец, ми пречи лично. Да. Ми пречи лично дека за било каква работа треба да се јавиш на човек, па тој да се јави на човек, па да ја завршиш работата. Да. И уште за жал сите влагаме во тоа. Да, и уште повеќе се нервирам кога ќе ми кажат, абе зашто не ми се јави, ама зашто да ти се јавам за најпроста работа? Да, ама стигнуваме до моментот кога ќе скокнеш да се јавиш за најпроста работа, ќе си одиш по сите редишта, нели, протоколи како што се и нема да завршиш работа. Доаѓаме до моментот дека мора да се јавиш. За жал така функционира системот да мораш да се јавиш и за жал остануваат многу луѓе без соодветно здравство, образование и така натаму. Зошто? Затоа што немаат кому да се јават. Не сите луѓе имаат кому да се јават. Така што колку и да се бориме со идејата, нели, дека нема да се јавам и ќе одам по редовен пат, ќе стигнеш до моментот кога и ќорсо и така ќе се погазиш себе си. Ќе се погазиш себе си. И многу пати се случило, клиенти се јавуваат, абе ова го чекаме, знаеш, та молам, имаш ли некој таму и ќе речеш, ама јас се јавувам за клиентите, ама така го храниш
нели? Да. Змејот го храниш така. Да. Имаш девојче кое што тек ќе се соочува со тие работи и кое што ќе треба да го учиш да се бори само и да гази само. Јас знам како е, затоа ти кажам и да се соочува, особено сега во денешно време кај што веројатно огромен процент од сите околу ќе бидат некако протнувани. Да. Ајде се надеваме дека ќе се смени тоа малку, додека она стаса. Да. Да треба ете така сама да си ги брка работите. Еј, тоа ќе ја научам, дека треба сама да ги брка работите. Да. Значи мама е тука, ама тоа е твоја работа, треба сама да ја завршиш, да се снајдеш во животот. Да, мора. Особено и како девојче, особено со стигмите со кои што ќе се соочува. Да, ќе мора да учиш на многу работи. Кажи ми предрасуди кои што се врзуваат за твојата професија. Што е нешто најчесто можеш да го чуеш како предрасуда? Адвокатите се какви? Сега ми текнуваат сите мемиња на Инстаграм што ги имам гледано за адвокатите. Значи прва работа. Адвокатите се многу скапи, земаат пари за добро утро. Значи тоа е прва работа. Добро, одма да го разбиеме мит или вистина? Не, мит. Добро. Мит од причина што според мене квалитетната услуга не може да е премногу скапа. Значи таа е квалитетна услуга и вреди толку, а за поевтино може и да не е тој квалитет. Така е. Вториот мит дека се незабавни адвокатите, дека се досадни и стерилни. Не знам зашто. Сите мои другари и другарки што се правници или адвокати се доста забавни луѓе. Што има друго како стереотип за адвокатите? Дека многу зборуваат, ама тоа не е стереотип. Тоа е вистина. Добро, тоа така и треба да биде. Така треба да биде. Некогаш се вели дека адвокатите сакаат да ги комплицираат работите. Не можам да кажам дека е мит или вистина, на средина е, зашто има многу колеги што уживаат нештото да го направат сложено за да бидат битни. И јас не сум таков тип. Не сум таков тип по природа. Да. Тоа е лична карактеристика веќе. Да. Ама многу адвокати го прават тоа и особено кога ќе почнат да зборуваат, нели, со тие правни термини, правнички речници, така натака, обичниот човек не секогаш го разбира тоа, нели? Тоа исто како докторот да почне да зборува со некои негови стручни термини, не ги разбираме. Да, и ние ќе бидеме, чекај сега што ми кажеш, човеков што треба да правам, што ми е. Добар сум или? Да. Ба добро. Она што исто така јас сум го слушала од мала е, нели, кога ќе влезеш во расправи, ќе ти се расправаш како адвокат. Да, и тоа секако. Вака повеќе аргументација, така, нели, таа жестина во зборувањето. Кога почнував да работам, еден колега ми рече, слушај, вика, клиентите не доаѓаат на судење, ама кога ќе дојде, вика, некогаш, вика, сакаат така и да викнеш малце. Викам, како да викнам сега пред судијата, срамота пред другите колеги, што ќе речат, оваа нема аргументи, па вика. Ама не, вика, така, вика, повиши го гласот малце. Ај, викам, добро, не го научив тоа како се прави, искрена да бидам. Па мислам дека нема потреба од повишување на тонот кога имаш аргументи, да. А вака приватно сакаш да се докажуваш си? Сакам, ама со тек на времето сватив дека мора компромиси да се прават и да си ги избереш битките. Нели, ти биди си во право во себе, ама попушти по некогаш. Мораш да докажеш по секоја цена. Да, не мора по секоја цена да докажеш, ама мислам дека едно време морав да докажам. Не знам зашто, дали секој поминува низ таа фаза од животот, најверојатно. Во моментов не мислам дека е тоа мој приоритет, нели? Да се вратиме на она со приоритетите, не мислам, нормално не да го изгубиш своето јас, ама сепак не мора последното да е твое за секоја работа. Да, нормално. И некогаш нема поента да ги убедиш луѓето во своето мислење. Океј, да имаат и различно мислење од нас. Доколку не засега неговото и додека не повредува туѓото мислење, тогаш нека си го има. Што е она што би го сменила ти во судството, во адвокатурата?
Што би сменила? Гледам многу работи во адвокатурата. Може би ќе почнам од тоа адвокатска комора малце да биде поактивна како коморско здружение, затоа што другиве коморски здруженија во поврзани со правничката професија се доста активни и прават доста за своите членови. Би поставила одредени стандарди и принципи на постапување, затоа што некои колеги не ги имаат. Да, ние имаме етички кодекс како адвокати, ама задолжително четиво да си го научиме на памет и да си го повтараме пред спиење. Често тоа ми смета мене, значи неетичноста во постапувањето ми смета. Не дека тоа забрането со закон, меѓутоа е стварно спротивно на нормите. И на финото воспитување. Во судството што би сменила, мислам дека тоа е тема за друг подкаст. Мене ми текна која посебна. Мислам дека е тема за друг подкаст, да. Прва работа која што од нас ја бараат клиентите поажурност во постапувањето. Тоа а и многу други работи. Навистина има многу да се зборува на таа тема и многу ми назборуваат. Сега не сакам да бидеме ај сега ние сите само ќе кажуваме што не чини, има и многу работи кои што се окей. Во судството има суди кои што се стварно квалификувани, има пресуди кои што решаваат прашања кои што понатаму ги анализираме во трудови и тие трудови се објавуваат регионално. Значи има доста работи што се и квалитетни, да не бидеме само негативци, хейтери. Да, добро. Добро, па ајде, тогаш ќе зборуваме за убави работи, како што вели премиерот наш, дека треба. Позитивни да бидеме. Позитивни да бидеме, за убави работи да зборуваме. Добро, ајде малку за културата, уметноста. Колку следиш? Следам многу, затоа што мајка ми се занимава со култура, затоа што сум така воспитана, од дете одев по представи, на кино, во странство одев на кино, на концерти, значи, не знам, последно што се сеќавам, Амстердам, Бионси, бевме со другарка заедно, уметност, изложби, многу сакам уметнички слики. Може да кажам дека имам и мини колекција. Браво. Се надевам дека ќе расте со текот на времето. А некогаш си пробала, имаш некоја таква во себе некоја уметност? Не, многу сум антиталентирана. Да, антиталент сум. И пред некое време размислував што ако ќерка ми, например, има талент за некоја уметност и дојде и ми каже, не знам, јас сакам да бидам уметник. Што би рекла, музичар сакам да бидам. Свирам виолина. Многу би ми било драго. Да, браво. Да, ова уствари си го прашање си го поставив кога го гледав интервјуто на Здравко Чолич, мислам во 1 на 1 дека беше. И си го поставив и си викам, замисли детево да биде ете така, некоја позната звезда, да речеме. Супер, зашто да не? Особено што јас немам талент за тие работи. Ништо си пробала, ни една уметност не? Се сум пробала. Еднаш кога ја фати мајка ми жал ми нацрта црташ за во школа, односно сите родители цртаа, па и она најверојатно така. Да. И го видов, леле, викам колку е убаво, јас би знаела ли некогаш, вака, не се повтори тоа. Не, јас сакав таа петка, зашто не беше моја. Да, јасно. Значи, твојата лева хемисфера не е толку. Не. Добро, па добро, сега не можеме сите за себе. Меѓутоа, па уживаш во уметноста? Уживам. Може би би можела да пишувам книги, затоа што ми оди пишување, лесна сум на пишување. Не знам, го сакам Себастијан Фицек, трилерчиња, крими, психотрилери, такви работи. Или може би Дона Тарт, да речеме така. Нешто што има некоја мистика во позадина. Така. Треба да се истражува повторно љубопитноста. Љубопитноста. Тука е, кај мене е секогаш тука. Да, секогаш. Не те прашав за хороскопот, стално сакам да си. Океј, јасно. Јасно. Значи, неверојатно е како тоа колку и да не веруваш, нели? Ама сепак некако луѓето си се врзани за она што нели се во хороскопскиот знак и карактеристиките. Кажи ми во однос на амбициите, во однос на она што каде себе си се гледаш? Не сакам да ми биде клише прашањето и да те прашам кај се гледаш себе си за 10 години. Не ми е тоа прашањето, меѓутоа има ли нешто кое што би сакала да го реализираш
не ти е се уште реализирано, а ти се чини можеби сега недостижно? Има. Професионално, би сакала да имам можност да бидам судија на Врховен суд. Океј. Или можеби на Уставен суд. Добро. Доста недостижно, особено со постоечкиот систем како се избираат судиите. Мислам, зборувам формално од аспект на образованието. Меѓутоа тоа е некоја цел за повеќе од 10 години од сега. Да речеме 20, 25. За мене судиите на повисоките судови се возрастни луѓе со искуство, што поминале многу во животот, прво што поминале многу во животот приватно, па потоа и професионално. Дури да ми понудат, еве утре да бидеш, не би се нафатила. Не затоа што мислам дека нема правно да можам, нели, со мојата наобразба да придонесам, туку затоа што стварно мислам дека треба да имаш друг вид на искуство за тие места. Да. Добро, а приватно? Приватно, да успеам да воспитам дете како што го зборувавме сега, нели, по овие критериуми. Тоа, во принцип тоа, да. Можеби не знам, да научам уште еден јазик, ако имам време до тогаш. Така. Супер. Да шетам, да патувам. Уште малку, таман може. Добро за ајде уште малку за патувањата, не ги чепнавме. Кои дестинации до сега кои што си ги посетила во животот ти оставиле најголем впечаток, значи онака баш ги памтиш и заради што? Дали те фасцинира архитектура, дали те фасцинира културата различна, што на кое што те влече да посетуваш различни места и кои дестинации би сакала да ги посетиш? Ајде прво со би сакала, затоа што сметам дека имам прошетано доста. Добро. Не сум била во Јапонија, сакам да одам во Јапонија, сум била во Кина, меѓутоа велат дека тоа се две различни работи. Култури, да. Да, значи сакам различни култури. Арапската култура многу ми е интересна. Ја спомнав Кина. Исток, значи. Да. Европската култура исто има многу голема разлика од Шпанија до Германија. Често сум одела во Германија и заради тоа што учев германски, одев на летни школи и така, значи Па добро, Медитеран, север, тоа е баш различно. За скандинавските земји имам впечаток дека се ладни, можеби е тоа моја предрасуда за нив. Ма не, тоа така е. И не сум ни била таму. Единствено најсевер што сум била е Данска и Естонија. Сега ќе одам во Лондон. Лондон е еден од моите омилени градови. Америка, имам роднини таму, сум прошетала доста. Ми се допаѓа да се види, не би живеела никогаш во Америка. Зошто, например? Се е многу далеко. Јас сум урбан тип. Јас сакам да живеам во град, сакам се да ми е тука, да излезам во мало, да пијам кафе. Нели, да се договорам со другарките, бе, имаш нешто да правиш? Не, па и да прошетаме во паркче. Така да Америка не е тоа. Америка не е тоа. Во Јужна Америка, значи во Латинска Америка сум била исто, ми се бендиса, сосема друг свет. Во принцип, така. Значи, уживам да патувам. Архитектурата многу ми е интересна за истражување. Кога бев помала, моите родители купуваа книгички од секое место од кое што го посетуваме и после тоа имавме еден ритуал, читавме, например, не знам, еве се сеќавам за во Шпанија, за Саграда Фамилија, за Гауди, за сите тие работи, па сега скоро гледав и на Netflix една серија, па си направив една рекапитулација околу тоа, околу градбите, околу архитектурата. Секогаш и например пирамидите. Многу сум фасцинирана. До ден денес не е откриено како се направени. Нели има повеќе теорија, ама не нема нешто што е, да речеме, еве, ова е патот. И мислам дека ќе патувам и еве и малата, јако е мала, ја носевме со сопругот веќе на 2 патувања со авион. Кога попрво? Па ми рекоа дека од 6 до 9 месеци било најлесно да се патува, зашто уште не оди детето. Па ја викам чекај да искористам. Да, и повеќе пати со кола. Така да мислам дека и Неиза би воспитувале во тој дух и баш пред некое време разговарав со една пријателка и вика: "Абе знаеш, вика, тешко е со дете да патуваш." Викам: "Не е тешко, предизвик е, ама јас би направила одстапка ако моето дете ја добие љубовта за патување како јас што имам добиено и мислам дека многу може да види, така ќе научи дека постои различно од тоа што го гледа секој ден."
така е. Тоа е многу значајно, да, тоа е многу значајно да имаш можност да направиш паралела, да не си затворен во нели во тој бабл, во тоа наше општество, во тие наши граници, да можеш да видиш, да научиш и што е добро и што е лошо, нели? Лоши дефинитивно има и лоши работи, не е се добро, нели? Јас себе на пример една ситуација која што ја паметам од мојата пракса во Германија, значи после работа немаше социјален живот со колегите. Еднаш кога се собравме за роден ден на една од шефиците, и тоа беше во канцелариите каде што работев. Јас си го сакам социјалниот живот и мислам дека социјалниот елемент е многу значаен во развојот на една личност. Значи не е само тоа, нели, работа, во ред, меѓутоа мозокот треба и да одмори малку. Така, и ние нашето поднебие е такво, менталитетот ни е таков. Да. Сакаме да дружиме, сакаме да споделуваме, сакаме да споделиме и радост и тага и се. Значи ниедно доживување не е тоа ако не го споделиш со блиските и со пријателите. Сакаш да се дружиш, тука имаш круг на пријатели помал или поширок? И таков. Мислам дека оние што ти се блиски пријатели се, нели, помалиот круг. Меѓутоа имам и пријатели и познаници со кои што сакам да се дружам, да споделувам, да разминувам мислења. Има луѓе со кои што професионално сум се запознала, па сме се зближиле и приватно. Јас сум човек кој што е отворен за дружење, за нови луѓе, за нови познанства. Не ги гледам луѓето, мислам, не ги судам луѓето. Сакам сама да си стекнам впечаток за тоа каков е некој човек, па после тоа ќе одберам дали јас ќе се дружам со тој човек или едноставно нема да се дружам. Да. Според личната перцепција за нив. Одлично. Мислам дека тоа е тоа. Го исполнивме времето, не знам дали доволно бевме интересни за оние кои што можеби ќе сакаат да тргнат по твоите стапки да изберат твојата професија. Мислам дека некако многу, јас вака добив впечаток дека тоа многу лесно и дека тоа многу фино. Баш ми е мило, им направив убав маркетинг на факултет. Скроз убав маркетинг, така што ама и добро е тоа да покажеш пример дека и тоа како може да се успее, како што реков, со доволно труд, љубов, посветеност, нешто кое што треба да го имаат сите луѓе, сите млади луѓе, особено да се амбициозни и да грабат кон она кое што е нивна желба, аспирација, исполнување на соништа, како и да го наречеме. Ана, ти благодарам многу што одвои време да се подружиме и еве да им покажеме на нашите гледачи како изгледа една млада, успешна адвокатка во Македонија. Фала ти многу, Ана. Се гледаме во некоја наредна прилика. Вам, како и секогаш, ќе ви заблагодарам на вашето внимание. Знаете дека подкастот со Ана на ти го следите секој петок во 19:30 часот на YouTube каналот на Слободен печат, кој што треба да го заследите и да се претплатите. Чао!